Киносала, сцена за музички настапи во еден дел и простор за изведби на театарски представи во друг дел. Вака го замислува изгледот на еден од објектите на Тетовското кале, тетовецот Дино Блажевски, кој е основачот на иницијативата Кале срцето на градот, чија цел е реставрација на калето и негово унапредување во значаен центар за граѓаните од повеќе аспекти. На презентацијата која Блажевски синоќа ја одржа на калето, беа изнесени предлог компјутерски нацрти од неговите замислени идеи за внатрешниот изглед на објектите. Во тоа влегува изградба на музеј за културна намена, каде едниот објект би станал и галерија за изложба на уметнички дела. Иницијативата Кале срцето на градот е автохтона, можам да кажам, иницијатива тетовска, која има за цел да доведе до ревитализација на Тетовското кале и унапредување на калето како еден културен центар. Оно што во моментов се работи, оно што беше сега презентирано пред луѓето кои беа присутни, беше визуализација на досегашната работа и идејното решение на иницијативата Кале срцето на градот во однос на изгледот на двата објекти кои беа опфатени во проектната рамка и во однос на тоа како би изгледале тие идни објекти кои би се користеле за културни настани и културни намени. Она што беше презентирано беше во делот на илустрација на просториите кои се наоѓаат тука, кои се во зачувана и добра состојба и кои реално имаат голема шанса да за брзо време прераснат во културни простори. Она што во периодот што следи, тоа е изготвување на генерална политика на оваа иницијатива која во иднина треба да се лобира во Министерството за култура, но и во политичките партии, затоа што за иден успех на оваа иницијатива дефинитивно, особено зборувам за овој дел од државата, мора да постои политичка волја за решавање и за реализација на таков проблем и на таква иницијатива. На презентацијата присутните дискутираа и за зачувувањето на автентичноста на камените ѕидини на калето. Следните средби со заинтересираните граѓани се најавени за 11, 12 и 13 август по празниците. Кале срцето на градот е иницијатива која е од отворен карактер и може кој што е заинтересиран да ја поддржи.